Господин Емилевски, само не ми беше јасно, вие Благоја, а сите ве викаат Боби, има тоа некаква врска со, не знам, професионална кариера, некакви Не, тоа е прикари на димаци? од мали нозе. Од мали нозе сте Боби? Мојот чичко Аха. е виновен за тоа. Не знам од кај дојде од Благоја Боби? Кој му беше мотивот за Боби да биде, али и така ми остана, не знам. Кој Боби, кој Благоја, како и да кажете, нема да погрешите. Да. Ги споминавме пријателите и во оној претходниот дел од муабетот. Колку имате пријатели? Пријатели, другари или познаници? Па веројатно пријатели. Многу. Добро. Пријатели малку помалку, а другари многу малку. Многу малку. Значи, можеби 3-4 истински пријатели, овие другари, кои во секој време можете да верувате и дека ќе бидат тука за вас ако претреба или за било што. Тие се од фудбалскиот свет или не? Кој е од фудбалски, кој не. Сиот мој живот не е поврзан само со фудбал, така да важно е да биде карактер добар и спремен да биде тука кога ќе ви треба. Не кога ќе ви биде све сјајно, све убаво, тогаш не ви треба никој. Што не случајно старите велат дека во лошото и злото пријателите и другарите се познаваат. Тоа со годините се намалувале пријателите или односно другарите како велите вие? Не. Со искуството, со недо пред тоа нели поише као веруваме па им даваме прилика. Па и начинот на кој што се одвиваше и мојата професионална кариера и напредно и животот мој доприносе во голема мера за тоа. Нели на 15 годишна возраст заминав за Црвена звезда. Колку и да сум бил близок со тие што сум бил до тогаш. До тогаш бидете тука. Сме се изгубиле, некако сме се оддалечиле. Потоа низ разни држави по Европа и немаш ни вистинско време за да се дружиш. И не сакајќи така и така се оддалечуваш со луѓето и останува само ние стварно вистинските кои можете да ги наброите на прсти, што и поради фактот дека сме биле оддалечени и со месеци не сме се гледале, таа близина на некој начин останала. Кажете ми кога сме кај сопругата, кога сме кај децата, ќе зборуваме и за нив. Но колкава треба поддршка да имаш воопшто во целиот живот, особено сега во овие мигови кога ви беше најпотребна од нив? Па огромна јас би кажал и ова прашање треба на нив да им го поставите, али сигурен сум дека не им е ни малку лесно кога се спремам за собир, кога ни престои надпревар. Каков сте, поинаков сте тогаш? Имате поголем стрес пред себе, па знаете да подвикнете? Него максималната концентрација е насочена на тоа што ми престои. Секако дека тука ми се двете деца, Енротеа 9 години и Теодор 14, кој иако се работи за професионални обврски мои, тука сум ако можам да им помогнам. Секогаш, што се однесува до носење на тренинг и зимање, кога сум во можност, кога не, мојот татко е тука да помогне. Синот тренира кошарка, игра во МЗТ, 2002 година генерација. Керкичката игра тенис, така да нема никаква додирна точка со мојата професија и од тоа може да заклучи дека е тоа така како што го кажеш. Вие би сакале, искрено, да продолжат да бидат професионалци во тоа што го прават сега? Јас би сакал да се дека го гледаат и се пронаоѓаат себе си во тоа, се дека има задоволство кај нив дека игра кошарка или игра тенис, да го прават тоа, без разлика дали ќе се бават понатака и професионално со нив, се дека гледаат и се задоволни и се насмејани дека го прават тоа, мислам дека е на нив дали ќе одлучат понатака дали ќе се занимават и професионално со нив, со тој спорт или не, тоа е на нив да одлучат, да. И на која позиција игра Теодор? Теодор е, иако има 14 години, веќе ме замина во висина. Мислам дека е центар тука.
И ќе видиме како ќе се одвива кариерата натака. За сега е се окей, 20-те се супер. Колку слободно време ви останува? Што со него? Не одите во кафич, во кафулиња? Одите веројатно само да однесете деца, ако е тоа во слободното време, кога можете така да помогнете. Оној дел од Ѓурче до Емзат или до аеродром е баги голем за да се донесе. Дово слободно време да, има, но мојата работа не се состои само за време на собирите. Тука е секојдневно следење, пратење, комуникација со фудбалерите, како тие во домашното првенство, тие што играат надвор. Секако следење на нивните надпревари. Имаме возможно во Фудбалската федерација разноразни програми кои ни овозможуваат во секој момент да имаме увид во формата на репрезентативците и секако низ анализи на скаутинг на следниот наш противник кој ни следи, така да не преостанува многу слободно време, но и тоа што ми останува пробувам да го поминам со моите најблиски. Имате пасија, одгледувате? Да. Кучиња? Имам пасија, имам одгледувачница, мислам дека е единствена регистрирана одгледувачница во Македонија за долго канарио или канарски мастив. И мислам дека задоволството е големо кога сум со моите миленици, моментално имам 4. И што значи тоа? Што значи? Веројатно вие слободното време сега нели добро што ве прашав и добро што дознав пред овој разговор. Веројатно и таму со нив е. Дел од слободното време сигурно со нив. Тука секако морам да го спомнам и мојот татко кој сум за време на соберите. Двете љубови ви ги принеса, така? Да. И се уште третата, он одгледува канаринци. На вистина? Да. Уште тоа треба, уште канаринци. Малино и тоа има сега во моментов можда 200 канаринци. Има две посебни простори, соби, кои се максимално Каде тоа? Кај вас дома или? Да. На вистина? Па вие секогаш имате песна дома? Да, чисто крајно професионално со сите крајно професионални ќе кажам, иако се работи за хоби. Така. Услови за канаринците, така да не ги спомнам тука аквариум со рибчиња и ние сме таква фамилија, семејство кои сме со домашни миленичиња и аквариумот, рибите и тоа е еден вид. Да. Милени, така да дел од нашата љубов и таму е. Зошто токму оваа раса на кучиња која што споменавте, зошто токму тие? Па не знам, некако ми се виде, не ми се виде, него чисто сурфајќи ги сакав миленик од поодамна, но моите обврски низ додека ми траеше професионалната кариера како фудбалер, не ми го дозволува тоа, иако јас израснав со кучиња. Мојот татко беше исто одгледуваше германски овчари и така да таа љубов ми не сакајки ми ја пренесе. И го чекав само моментот кога ќе се вратам дома, кога дечињата ќе ми малце подпораснат и керкичката која напуни веќе година и пол, мислам, или 2. Одлучив да почнеме со не да почнам, него да сериозно да се зафатите со тоа. Сериозно да се зафатиме и да имаме еден миленик плюс во фамилијата. Така почна со едно, па уште едно, дојдовме до 4. И од каде оваа раса, мислам дека самата раса како раса се работи за чувари и нивната сила, како ќе видите како појава, грациозност и мојта која ја даваат, мислам дека тоа ме привлече. За ништо не желам во животот, поготоа не за мојата професионална кариера. Сето она што сум го направил и што ми се случувало во грото случаи било мој избор. Така да и сите одрекнувања додека моите врсници идеа и по дискотеки, и по ноќни клубови, јас
Вие си легнувавте во 10:30. Па, така, некако доаѓа, али не жалам за тоа. Мислам дека сето тоа фудбалот ми го врати на овој или оној начин. И од тој аспект не жалам за ништо што сум го направил или како се одвила мојата кариера, секако дека можело и подобро, но јас сум задоволен и не гледам причина да не бидам и понатак. А што ви рекоа тие? Што ви рече вашата супруга вака лично вам кога го постигнавте овој успех? Каде беа? Беа на трибините? Они се неизбежен дел. Да. Ќерката и сопругата се секојаш на едно место, заедно. Синот сега веќе е голем, па иде со другарите на друго место, да не се заедно, нели? А вие точно знаете каде се? Да. И не. Не знаете? Не знам. Но знам дека навиваат. Поддршката е несебична и секојаш е тука и ми значи многу. Што ви рекоа кога станавме дел од Европа, од европското во Полска? Што ми рекоа? Ништо. Браво. Ништо. Ништо не ви рекоа? Ништо. Немаше гушкање, немаше радување, не? Ништо посебно. Ништо посебно. Затоа што мислам дека они у најмала рака беа исто среќни и задоволни како јас, како сите и играчи и стручен штаб. Мислам дека погледот ми значеше многу повеќе него било што да кажат. И тој искрен поглед и јас благодарам на тоа. И мислам дека поддршката нивна и тоа што се со мене и што ме трпат, поготово кога сме пред вакви настани, е започет и секој час за нив. Така. Што треба за да се биде успешен или за да победиш големи репрезентации? Овде јас сум напишала колку е моето скромно познавање или непознавање на фудбалот, да не се плашиш само да играш фудбал или да имаш добра среќа. Среќа ми рековте, не. Среќата го исклучивме како фактор. Добро. Да, кој е неизбежен, кој е потребен, но имавме среќа ние сега во однос на она што ни се случи или? Добро, според некого имаме среќа што ова се е било на среќа некако. Но верам, не може да е среќа. Но верам дека среќата може да ви помогне на една, два надпревари. Но што е потребно за ваков успех, така? Да, што е потребно за да победиш големи репрезентации? Пред се квалитет, добро, талент, потенцијал. Дисциплина во игра, максимално максимална одговорност, менталитет на победник, за да немате респект и страв без разлика против кого играте и верба во своите квалитети. Дали тоа значи дека во Полска нема да имаме ние големи репрезентации против кои ќе играме? Големи во наводници, нели? За вас барем. Има некој од кој што се плашиме или не? Момците ми кажа дека ми покажа и ми кажуваат се уште дека без разлика против кого игра. Они се решени да го дадат својот максимум за да победат на тој на тој. Дали се викала Франција, дали утре ќе се вика можеби Англија, Италија, без разлика на нивното име. Они се решени и тоа за секој почет да излезат на терен, да го дадат својот максимум и да покажат што знаат и умеат. Они до сега на најдобар можен начин го покажуваат и го докажуваат. И пред крајот на разговор не ве прашав, сега ќе ве прашам кога почнавте да се занимавате со фудбал, ајде може не на 7-8 како ми рековте, кога тргна се, но кога прв пат имавте некој сон? Треба ли секое дете кое се занимава или почнува, потоа и професионално да се занимава со некој спорт, да има нешто за што сонува? Некоја цел во животот? Јас ќе се навратам на настапите за младинската репрезентација на Македонија, иако на 15 годишна возраст, настапав за младинската репрезентација до 18 години на турнирот во Фоча за Република и покрајни што се одржуваше јубилејна секоја година. И после еден надпревар, мислам дека беше со Србија, ми придоа представници на Црвена звезда, значи тогашниот координатор на младинската школа на Црвена звезда и
ме покани да бидам нивни гост на турнир во Микен игра закажан во јуни. Турнирот наш беше во мај и ми побара контакт телефон, тогаш нели имавме само Обични? обични статични телефони. Па седиш на телефон и чекаш? Не. Да, не. И сето тоа ми изгледаше нереално и чисто ја, кажав, окей, име, презиме, телефонски број, и си се вративме дома, нема. Ја ни на крај памет. Они секојдневна 6 дена секојдневна комуникација со моите родители. А вие не знаете? Јас не знаев. И после 6-тиот ден доаѓа татко ми следи. Вака и вака се јавуваат 6 дена поред од Црвена звезда. Дали би сакал ти да идеш да бидеш нивни гост на турнир во Михен? Вистински да присуствуваш, не е само. Сакам како да не сакам. Добро. Треба да се јавиме тогаш и тогаш. Во кола со родителата у Београд. Отидовме у Михен. Во финале игравме со Бајер Михен, го победивме Бајер Михен 3-2. И сето тоа така почна. Нема и тамо нема среќа или има среќа? Па Бајер Михен е Бајер Михен и јас знам за Бајер Михен. И сето тоа така почна. И тогаш мислам дека со оно што сакав да станам тоа успешен фудбалер и да имам успешна кариера. Сето тоа така почна и мислам дека и ден денеска тоа ме води. Секогаш морате да имате цел која ќе ве води напред.